Добар ден, Македонски брод. Се гледа дека изминативе неколку месеци напорна работа оставија трага на мене. Но тоа нема да не спречи заедно со вас и заедно со идната прва дама, председател на Република Македонија на 21. април да победиме. Одиме до крај заедно, ние сме мотивирани, храброста не ни недостасува, а и покрај сите притисоци од оваа непринципиелна влада, од овој деспот кој што денеска ја води оваа влада, јас денеска овде во Македонски брод гледам победници кои што се мотивирани и храбри да победат. Победата на председателските избори е прв чекор. Вториот чекор е веднаш потоа победа на парламентарните избори. И потоа следува третиот чекор, а тоа е нова влада на чело со ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Од тогаш започнува навистина тешкото и пеколното. Тогаш треба крваво, деноноќно, макотрпно да работиме, да државата си ја кренеме од овој пепел во кој што ќе ја наследиме, а кој што ни го донесоа Зоран Заев и СДСМ. Стојам овде пред вас, добри луѓе, браќа и сестри од Македонски брод. Стојам овде пред вас со исправена глава и можам да ветам дека откако ВМРО ДПМН ќе формира новата влада, повеќе во Македонија нема да гледате политичари кои што во фрак со лептир кравата газат дебели црвени персијански теписи и се присутни по европските метрополи на балови. Нема да гледате. Нема да гледате како се затвараат ски центри за да може премиерот со другарчињата да се санка. Туку ќе гледате уморни лица, ненаспани лица на политичари, кои што не инспекторите под мишка, туку проектите под мишка, под пазови, ќе ги носат и секојдневно со вас граѓаните ќе работат на тие проекти и ќе создаваат нови развојни проекти и стратегии за Република Македонија. Таква влада ќе гледате во Република Македонија. Нема да гледате политичари кои што ветуваат само за да се догребаат до власт, моќ, позиција и функции. Туку ќе гледате луѓе еднакви како народот, кои што заедно со народот ќе работат исклучиво за и само за интересите на татковината и на народот кој што живее во оваа татковина. Тоа е разликата меѓу нас и ним. Често ме критикуваат, ми велат, овој се занесе, не е ова кампања за предвремени или за редовни парламентарни избори. Ова е кампања за председателски избори. Но тука ја прават клучната грешка. Тоа е разликата меѓу нас и вас, господа од врхушката на СДСМ. Вие мислите на народот и на татковината од избори до избори. А ние мислиме, заспиваме со последната мисла за Македонија и се будиме со првата мисла за Македонија секој Божи ден и дебатираме. Разговараме секојдневно што можеме ние да направиме и за народот и за татковината. Тоа е, господа од СДСМ, разликата меѓу нас
и вас. Вие би да чекорите напред, како што ви е овој украден слоган во председателската кампања. Со полни вреки пари, а ние сакаме додиме напред со достоинствена, искрена и честита држава Република Македонија. Вие би сакале да чекорите напред богати, а ние сакаме да чекориме напред со богати граѓани и богата држава. Вие имате проблем со самите себе, господа, од врхушката на СДСМ, а ние заедно со народот имаме проблем со вас и тој проблем ќе го решиме заедно со народот на 21. април, а потоа и на 5. мај. Ние сме различни од вас, затоа што ние го избравме идниот председател на Републиката. Преку транспарентен и јавен оглас се пријавија 9 и тие 9 имаа демократска можност да ја представат својата визија за единината на Република Македонија во рамките и на општинските комитети, но и во рамките на партијата. А вие го избравте вашиот кандидат по втор пат на полумафијашки начин во еден скап и луксузен скопски хотел, затоа што деспотот Заев така сакаше. Но ова не е најголемата коалиција во политичката историја на Македонија. Најголемата коалиција во политичката историја на Македонија допрва ќе ја видите на овие избори. А тоа е коалицијата за подобра Македонија заедно со народот. И таа коалиција ќе ви го нанесе најтешкиот, најболниот пораз од вашето постоење во независна Македонија. А тоа ќе биде големиот триумф на идниот председател на Републиката, а тоа е Гордана Циљановска-Давкова. Многу пати до сега, ВМРО ДПМН во минатото се исправаше пред предизвикот за Македонија. Така ќе биде и сега. И сите тие кои што ви велат дека неа бива, работата не може да се оправи и така натаму, ве залажуваат. Неа кажуваат вистината. Браќа и сестри, добри луѓе, добрите и плодни денови за Македонија допрва доаѓаат. ВМРО ДПМН изминативе 15 месеци, лично јас, имав можност најмалку 2 пати да ја помина Македонија, да разговарам со илјадници наши сограѓани, да собирам искуства, тоа што не чинело, каде што ние сме погрешиле, да го констатираме очи во очи, да се извиниме и да побараме прошка. Човек што работи греши, но човечки е да побарате прошка кога грешите. Но истовремено да ги слушнете реалните проблеми, маката на нашите сограѓани. Да ја слушнете маката и врз основа на сето тоа што било добро и корисно, но и врз основа на сето тоа што било погрешно, но и онаа мака која што нашите сограѓани ја имаат, да изготвите програма која што ќе ги реши најголемиот дел од реалните проблеми на нашите сограѓани. 100% е невозможно да решавате. И ако ветите дека на вистина се ќе решите, тогаш сигурно вие не ја говорите вистината. Но затоа, на овие председателски избори, ние го предложивме најдобриот и најквалитетниот кандидат и затоа тој кандидат ќе победи. А на следните предвремени парламентарни избори, ВМРО ДПМН ќе излезе со најобемната, како никогаш досега квалитетна изборна програма која што ќе се темели на 3 столба. Првиот столб ќе биде решение за поквалитетен живот на нашите сограѓани. Вториот столб ќе биде економија, земјоделие,
образование, здравство, владење на правото, стоп и немилосрдна битка против организираниот криминал, мито и корупција. И третиот дел ќе биде како да го вратиме македонизмот помеѓу граѓаните во Република Македонија. Тоа се трите столба со кои што ВМРО ДПМН ќе излезе на следните предвремени парламентарни избори. Кога зборувам за македонизмот, зборувам во државничка смисла, без разлика на етничката припадност на нашите сограѓани. Без разлика дали сме македонци, албанци, турци, власи, бошњаци, роми, срби и останати, нека ми простат. Ние зборуваме како да си ја љубиме татковината. Како да си ја сакаме заеднички татковината, бидејќи тука сме се родиле, тука сме ги формирале нашите семејства и тука ќе продолжиме да живееме. Тука ќе продолжиме да старееме и најверојатно тука ќе ги завршиме нашите животи. Тоа е таа битка за нашиот македонизам. Како да не дозволиме да ни се појавуваат политичари кои што, кога се во опозиција, се колнат во жицата, во најмилото, во татковината и во дедовината, а првата прилика, кога ќе дојдат на власт, забораваат и на жицата, и на татковината, и на дедовината, и на најмилото, и го распродаваат сето она кое што не го создале, туку го наследиле. Го распродаваат и државниот, и националниот интерес. Тоа е она против кое што ние ќе се бориме. Ќе се бориме и ќе работиме како влада, да не ни се случува онаков срам, како што му се случи на Зоран Заев. А потоа, безмилосно, брутално ги лажеше граѓаните во Република Македонија. Авионот доцнел. Не бе, господине Заев. Вас ви беше непријатно, заедно со вашиот нов другар, да слушате дека денес над Македонија се раѓа и дека македонците се борат за своите правдини, за да не го навредите, да не му биде непријатно кога ќе си оди дома, да не му направите проблеми кога ќе си отиде дома. Јас сум бил дел од гардискиот батальон, првата гардиска чета, таму сум го служил мојот воен рок како доброволец. И секогаш во таа 2002-2003 година сме ги пречекувале и сме ги испраќале странските државници со воениот оркестар, интонирајќи ја македонската химна. Секогаш сме ги пречекувале македонскиот премиер и македонскиот председател и сме ги испраќале заедно со воениот оркестар, интонирајќи ја македонската химна. За прв пат, за да не биде навреден гостинот, ниту македонската гарда беше построена, ниту беше интонирана македонската химна. Таков срам ниту еден државник на собствената држава, на собствениот народ досега не му приредил. Тоа е оној заевизам против кој ние како нова генерација млади луѓе кои што се вратиле во оваа држава ќе се бориме. Затоа што си ја сакаме оваа држава и двојни пасоши и државјанства немаме. И имаме само нејзе Република Македонија. Тука ги градиме нашите семејства. Неправда е ова денеска што и се случува на Македонија. Неправда е што имаме политичари во владата кои што кога беа опозиционери ветуваа за гарантиран откуп за земјоделците, ветуваа зголемени субвенции, ветуваа зголемена поддршка за земјоделците. А кога дојдоа на власт, бегаат од ветувањето како ѓавол од темјан, или како што каже еден господин од првиве редови, одат во Дубај на шопинг на патики. Илјадници километри поминав низ Македонија. Разговарав со многу наши сограѓани, илјадници луѓе. Бев во Ресен пред неколку дена. Тажна, траурна е сликата. Луѓето со пила ги сечат крошните кои што род треба да раѓаат за да си ги прерана семејствата. Затоа што
1 килограм јаболка е 1 денар. 1 килограм јаболка е 1 денар. И за 1 денар нема кој да им ги откупи. Пелагонија ја грее сонцето необрана, затоа што нема кој да го откупи плодот. Во Кочани бев во Кочани. Полни се магацините со ориз. Нема кој да го откупи. Појдете во Струмичкот, од таму се врати вчера. Од градов на Пецев, Белев, Јарамов, Топчев и Костуранов, тој град ги родил тие струмички студенти стрелани на Беласица планина за идеалите за Македонија. Но еден друг струмиченец денеска тоа што го наследил безмилостно го распродава и ги понижува сопствените граѓани. Луѓето немаат ниту зелките каде да ги продадат. Немаат ниту раноградинарските производи, ниту бостанот. Појдете во Малешевијата, појдете во Пијанец. Иста е ситуацијата. Луѓето плодот го истураат по коритата, по патиштата. Појдете во Росоман, прашајте што се случи со праската. Каде и да појдете, со кого и да разговарате. Ке видите натажени луѓе, луѓе кои што се разочарани и излажани од Зоран Заев, кој што ветуваше живот, а пекол донесе овдека во Македонија. Додуше донесе живот за себе и сопственото семејство и неколкумина околу него, негови слуги. Се друго е чемер и јад. Тоа е реалноста во Република Македонија. Неправда е, браќа и сестри, добри луѓе, кога сте во опозиција и кога ги редите оние чевли пред владата, алудирајќи дека стотици илјади наши сограѓани ја напуштиле Македонија поради лошите политики на таа влада. А денеска, кога вие ја водите таа влада, не само што се интензивира процесот на иселување, туку зафаќа епски размери. Македонија е празна. Порано селата беа празни, тоа е веќе стара вест, сега градовите се празнат. Неправда е кога на лекарите ќе им ветувате 100.000 денари просечна плата кога сте опозиционер, а на граѓаните ќе им ветувате дека ќе ги реновирате здравствените домови. А кога ќе сте премиер, гледате како тие лекари си одат и како ги полнат клиниките во Европа и во светот, а здравствените домови, бидејќи не сте можели да ги одржите, а не па да ги реновирате, ќе ги давате на јавно-приватно партнерство или ќе ги затварате. Неправда е кога на студентите ќе им ветувате студентска гаранција, реновирани студентски домови, квалитетно образование, а сега да ги гледате во субстандарни услови по студентските домови, едвај крај со крај врзуваат. Сето тоа е неправда. Неправда е кога на предприемачите ќе им ветувате нови структурни реформи како опозиционер. А денеска ќе им ги покачувате даноците, па они или мора да го затворат бизнисот, или да го преселат во некоја соседна држава. Неправди има многу. Неправда е кога на пензионерите им ветувавте како опозиционер с големени пензии, а сега од 1 април од 400 до 700 денара добија помала пензија. Сета оваа неправда, добри луѓе, браќа и сестри, добра вест е, која што ширум Македонија денеска се шири, е што изгрева зората на слободата и носи правда во Македонија со победата на професорката Гордана Силјановска-Давкова на следните председателски избори. Тоа е добрата вест. Дојде крајот на Зоран Заев и на овие погрешни политики. Дојде крајот. Ке поминат години од сега, повторно ке се најдеме овдека во Македонски Брод и ке се погледаме во очи. И тогаш ке си го поставиме. Некои од нас ке бидат можеби со уште последна коса. Овие млади од Думаса ке бидат тогаш сениори и ке зборуваат, ке прераскажуваат сведоштва за ова денеска секојдневие што ни се случува. И ке се погледаме во очи и ке си го поставиме прашањето: дали направивме се што можевме за да и помогнеме кога на нејзи требаше? Затоа што нашиот сон, сонот за Македонија е толку велик, што повелик не може да биде. Ајде да го сонуваме нашиот сон. Ајде да се бориме да нашиот сон стане јаве. Не велам дека тој пат е лесен.
Напротив, има многу искушенија и многу предизвици, затоа што е велик. Ако беше мал и незначен, никому немаше да му биде важен. А бидејќи е велик, затоа ќе има многу искушенија и предизвици. Но тоа треба дополнително сите нас да не мотивира да застанеме цврсто на нозе и да се бориме за да го сонуваме тој сон. Сонот за Македонија. Сонот кој што нам, нашите дедовци и родители ни го пренесува. Сонот кој што ние им го пренесуваме на нашите деца и внуци. И сонот кој што тие треба да им го пренесат на нивните деца и внуци. Затоа што тоа е сонот за кој што вреди да се бориш. Мора да се бориме. Ништо не дошло лесно. Колку повеќе се бориме, толку побрзо тој сон ќе стане јавен. Се согласивме дека денеска победуваат не тие што се побројни и помоќни, туку тие што се мотивирани и храбри. А овде денеска има само такви луѓе кои што се решени да победат. Да победат на 21. април и на 5. мај. Ајде да го сонуваме сонот Македонија технолошки тигар на Балканот. Ајде да го сонуваме сонот кога нашите деца ни се враќаат од тугина и решени се да си останат дома каде што каменот тежи. Ајде да го сонуваме сонот каде што нашите студенти ќе учат во еден од 500 најдобри универзитети во светот. Ајде да го сонуваме сонот каде што лекарите ќе се вратат и ќе го дадат сето свое знаење тука, во Македонија. Ајде да го сонуваме сонот на стрекни земјоделци, на стрекни граѓани, без разлика на нивната етничка припадност. Ајде да го сонуваме сонот за Македонија. Да сте ми здрави и живи, да е жива и здрава Македонија, да е здрав и жив македонски Брод, град на стрекни граѓани. Ви благодарам од срце. И не заборавајте, 21. април победува оваа жена овде, Гордана Силјановска-Давкова, а потоа победуваме заедно на предвремени парламентарни избори. Ви благодарам од срце.